Добар ден, почитувани. Започува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Кога новороденчето ќе пристигне во домот, обично вниманието на родителите, а наскоро и на возрастните членови на семејството, целосно се насочува кон новороденчето, односно кон приновата. Па како да се адаптира на новонастанатата ситуација по старото дете кое дотогаш било центар на светот во семејството и се вртело околу него. Нормално ли е да манифестира љубомора? Дали љубомората во детска возраст е правило или пак исклучок? На каков се начин детето може да покаже љубомора кога во семејството ќе дојде нов член и што да се преземе во таква ситуација? На оваа тема денеска разговараме со доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. За љубомората на постарото дете кога во семејството ќе пристигне приновата, односно братчето или сестричето. Денеска разговараме со доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во Аџи Бадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов, Марија, и сигурно ќе да се биде вашиот гостин. И денеска ќе зборувате како психијатар, но и како мајка на две деца, бидејќи пред 40 дена вие го родивте и вашето второ дете. Така е. Синча, така е. а имате постара керкичка, така. 2 години се разлика, ако не се така, лажам. 2 години и 3-4 месеци. Така што ќе зборувате и за сето она што и вие го искусувате приватно. Така. Дали е нормално ке детето да се јави, ке постарото дете да се јави љубомора кога во семејството ќе пристигне нов член новиот член, бидејќи дотогаш бил центар на светот и се вртело околу него? Животот му бил прекрасен. Да, така е. Убаво кажавте, животот бил Барби. Целото внимание било на тоа дете. Секако, љубомората е сосем очекувана реакција кога доаѓа нов член во семејството. И тоа не е нешто што треба да ги плаши родителите. И она што можеби јас како, да речам, како стручно лице секој пат го советувам е дека за да го, да речам, колку што може да го направиме поподнослив, потолерантен овој процес, е многу важно да го претходно спремаме детето дека доаѓа нов член во семејството. И секако љубомората е различна во зависност, нели, колку дечињата се разлика меѓу себе и нели во кој животен циклус доаѓа во второ дете, односно трето дете или нели во зависност кој е новиот член. Така што секако дека целокупното има цел контекст кој што треба да се разгледува тука, меѓутоа припремата и статистички и научно докажано дека апсолутно многу помага на децата да речам полесно го совладаат овој период кој што е, како да кажам, развојно не е типичен. Знаете, секогаш кога размислуваме на децата, односно на општо и на луѓето, на возрастните, секогаш размислуваме од фаза на животен циклус, односно што е тука развојно како криза, а што е акцидентално, што е неочекувано. И секако дека нели доаѓањето на новиот член не е развојна криза на детето, него е акцидентална, неочекувана криза. И колку ние како родители имаме капацитети да го подготвиме, толку подобро ќе се прифати овој нов член. А на која возраст обично се јавува љубомората кај детето, кога станува збор за нов член во семејството? Никој, да речам, истражувања велат дека дури на 4 месеци, дека љубомората како емоција кај бебињата се јавува уште на 4 месеци. Секако нели зависи од во кој контекст. Меѓутоа, она што ние како стручни работници го гледаме дека можеби најболно, односно специфично е меѓу втората и четвртата година на детето кога доаѓа нов член. Кога всушност зависи се уште од мајката? Да, и кога на некој начин овој возраст е кога они ги ствараат најтоние навики за тоалета, каде што почнува она борба за автономија, за индивидуализам. И тука е, да речам, најголемото затекнување на детето и можеби и развојно родителите најтешко го толерираат. Многу полесно е кога се помалку од 2 години разлика и знаете, родители ќе ви кажат на деца кои што се помалку од 2 години разлика, ние ги чуваме како близнаци. Бидејќи децата кои што се по 2 години многу помалку го разбираат оној момент дека доаѓа нов член. Просто како да расте нешто со нив, како некоја кукличка која што расте со нив. И они немаат толку момент на значи се во толку ривалство. Помалку се во ревалство, секако, кога се помала разлика. 2 до 4 веќе тоа дете разбира, егоцентричноста на детето и така јако застапена и кризата тука може би е и најголема, за разлика од тоа дете разликата која што е над 4-5 години, тој малта на новиот член кога се раѓа како да се раѓа во нов животен циклус и постарово дете веќе нема таква емоционална потреба, нема таква емоционална потреба од задоволување во истиот
моменти, сето тоа е веќе поголемо дете со повеќе снаги и сето тоа и многу полесно толерираат деца кои што се да речам поголема разлика. Дали современите семејства треба да прифатат дека љубомората кај постарото дете е нешто што е нормално? И што доколку отсуствува љубомората кај детето, доколку не се јави, може ли тоа да укажува пак да биде индикатор на некакви, да речеме, проблеми во релациите во семејството? Ова е многу важно прашање, Марија, и многу ми се допаѓа што го поставивте заради тоа што кога родители ќе речат моето дете како да воопшто не е љубоморно. И знаете како, сите очекува дека љубомората се манифестира со беснење, мамо дојди тука, јас сум бебе, сакам мене да ме земеш. И знаете како, не сите деца манифестираат така. И всушност јас морам да ги охрабрам родителите или да ги уплашам, како сакате, дека љубомората секако ќе се јави. Меѓутоа, како ќе се јави? Манифестацијата е различна. И она што често, особено нели мајките во овој процес кој што е препон со хормонални промени, со сето тоа, они имаат чувство на вина дека не се доволно добри. Ако детево ми е љубоморно, значи ја не го спремив добро. Јас требаше можеби да направам нешто повеќе, а не го направив. Не е баш така. Тоа е природно и тоа е вообичаено, заради тоа што во дете кое што има баш фаза на егоцентрично мислење, ние му носиме нов член и не само што му го носиме новиот член, тој нов член како да просто му го зема местото под сонцето. Значи сега ако ние сме ги задоволувале непосредно потребите на претходното дете, сега тоа дете треба да почека да се смени пелена. Па и знаат родители кои што нели имаат деца кои што се уште се на пелени, кога малото ќе почне се пребувува, просто големото кога да вели јас сум и мене ми треба и јас сакам да ме преоблечеш и просто како да они сакаат повторно да бидат први. И јас топло ги охрабрувам мајките кои што можеби природно им доаѓа дека треба нели помалово да го преоблечат. Меѓутоа мора да биде фокусот на постарото. И знаете како помалото помалку разбира и дали една минута подоцна ќе ја смениме пелената, многу нема да му промени. А ова дете кое што емоционално има веќе, како да кажам, не е само соматскиот дел на детево, него емоционалниот, психолошкиот дел, таа минута многу му значи. Пресоблечете го повозрастното, ќе го преслечете и помалото, ништо нема да се случи за една минута. И не му велите не. Не му велите не, немој така, немој вака да го фаќаш, ќе го повредиш, ќе му се случи нешто. Дефокусирајте го. Не му велите не. Заради тоа што родителите обично кога ќе кажат не, а секако меѓу 2 и 4 години, јас пак ја земам таа разлика бидејќи таа е најмакотрпна за родителите. Најкритична. И најкритична секако. Тука они знаат да нормално страфиме, ќе го повреди, помало е, ќе кажат не. А секако на овие деца опозиционалност, односно оној момент на противење, на пркосење има многу, самиот развојно има застапен у фазата. И ние кога дополнително на тоа ставаме оган, децата стануваат уште поагресивни. И повторно ќе се навратам на прашањето дали нели ако не се љубоморни дали нешто се случува. Секако се случува. Оние манифестираат љубомората со степен на повлекување. Различно манифестираат од една типична љубомора која што е бунтовна, која што е нели видлива. Значи може да биде прикриена. Може да биде прикриена. И како просто да не разговараат, како да се повлекуваат, како да се заигруваат самите, како некој им го украл местото под сонцето, меѓутоа они знаете како одлучуваат дека нема да дигнат знаме. Меѓутоа тоа може понатака да се одрази. Ќе проговориме и за прикриената љубомора. Ајде сега да ги изанализираме најчистите форми на љубомора во детска возраст. Како се тие може да ја манифестираат љубомората кога е во домот ќе пристигне помало братче или сестриче. Да започнеме од регресивното однесување, развоен регрес го нарекуваат, односно кога дете кое што веќе има хигиенски навики, повторно бара да носи пелена или пак сака да се храни со шише со цуцла, инсистира да се вози во количката на бебето. Да. Колку често ова се јавува и што да се преземе во тие моменти? Ова е сосема типично, сосема вообичаено, очекувано. Јас топло ги охрабрувам мајките да и нормално и татковците, меѓутоа нели мајките се интензивно на породилно и се во тој процес они вклучени, да не се плашат. Ова е нормално. Ова е нешто што е очекувано. Бидејќи повторно ќе се навратам, мајка која што е што туку породена, која што има сериозен дисбаланс на хормони, која што има дете кој што треба да му се задоволи непосредно потребите. Претходно да речеме има други ангажмани околу домот, има постаро браќе или сестриче, односно нели постаро дете дома. Мајката е преплавена. И ова кога ќе се случи, мајката се праша дали ова само мене ми се случува. Како може ја да не можам да се справам? И тоа што сакам да го нагласам на родителите е дека не се сами во ова.
И онако што можеби е парадоксален одговор на како они да постапуваат, тука дали дете кој што сака цуцла да му се врати цуцлата, дали дете кој што се одвикнало од пелене му се да пелени, да. Интересно, можеби звучи како парадоксално решение, меѓутоа да. Ќе кажете да, супер, еве, земи ја цуцлата, написе. Ама тоа баш не е вкусно, ама ако сакаш ти написи, еве ти. Заради тоа што ако на детето му кажете не, никако цуцла, тоа е многу интересно. Па и на нас возрастните не се интересни за браните работи, не па на децата. Така што апсолутно не му давајте значење на тоа. Како да, еве види, бато пие или да пие, пробај, чисто пробај. Ако ти значи нешто, ти пиеше кога беше бебе. Не му давајте такава значење, како може сега, ти знае, пошто обично родителите ги баш се препаднати и викаат, како може ти до вчера одеше, вршеше тоалета сам, сега ми ги бараш пелените. И они многу значење му даваат на тоа, а децата реагираат на се што има значење во семејството. Да привлечат внимание. За да привлечат внимание. И они автоматски, заради тоа што ние реагираме бурно, они повторно го имаат првото место во семејството, меѓутоа на патолошки начин. И ние им помагаме да нивниот симптом одржува на патологија во семејството. Не. Охрабрете ги, ако земи, сакам да цицам, слободно дојди види. Види како да се цица. Тоа млеко де факто не е вкусно. И дури ако му ја дадете градата на вашето постаро дете, оно нема да ја сака. Оно веќе е на сокчиња, веќе е на храна, оно веќе има вкусови разноразни. За мајчиното млеко ќе му биде вкусно. Така, но детето кога ќе добие братче или сестриче, автоматски станува постар брат или сестра. Така. И сега околината инсистира, ти си постар, сега си поголем. Може ли тоа да создаде дополнителен револт во одредени ситуации, па детето да сака да се однесува како бебе, бидејќи реално и мало е, се уште не е толку голем. Така е. Да, ова е исто фантастично прашање, Марија, и би одговорила дека да. Во право сте. Значи, начинот на кој што ние ги, премногу форсираме дека они се постари, знае да им прави револт. И знаете како ќе си рече по старото браќе или сестричка, кога ќе се каже што се ја дека сум постар, ништо не ми следи. Значи просто како да ние го затекнуваме тоа дете. И заради тоа јас стално им советувам на родителите една така интересна тактика со децата, кога веќе бирате нешто за вашето помало дете, кога веќе знаете дека очекувате нели да се роди тој помал сиблинг. Земете го поголемото дете со вас. Нека избере. Нека оно избере постолнината. Ништо не ви менува дали ќе се роди пример машко дете, а девојчето ќе избере принцези. Тоа бебе секако не разбира дали у принцези ќе спие или ќе спие у коли. Земете го, нека избере, да се почувствува важно, да почувствува дека кога си постар, значи дека ти си важен, дека донесуваш одлуки, дека ти имаш право на избор кога си постар. Да се смени тој контекст дека е добро да ти си само постар, бидејќи знаете како? Кога на луѓето им земате нешто, мора да им дадете за возраст. Ако веќе им го земате првото место, дајте им за возраст, дека се најважни, дека они се најпаметни, дека они може така. И науката, статистиката вели дека првите деца интелектуално се супериорни. Што не смееме да оспориме дека вторите и третите деца интелектуално се слаби, меѓутоа оној фокус кога е само едно дете и кога светот му припаѓа на едно дете и како се одразува на така во развојот. Инаку трето дете со Марија, чисто да не мислите дека ги фалам само првите деца, меѓутоа сакам да ви обяснам дека семејната динамика многу значи. Да. И треба, некако има и психијатри кои што еволуцијски пробувале да ги разберат овие прво, второ, трето место во во семејството и знаете како, и стварно е така, и кога правиме хипотеза како кога ќе ни дојдат да речам семејства на психотерапија, ние пробуваме да разбереме симптомот на од кој дете потекнува, кој дете порета. И секако тука се мораме да ги земеме како исклучок нели семејства каде што првото дете или второто нели Боже имаат нека хронична болест, нека тешка болест, па нели болеста е менувала динамиката. Меѓутоа веќе видите, првите се многу по-конвенционални деца, ќе видите првите се многу повеќе со правила, со регулативи. Ние како родители сме биле така. Заради тоа што првото дете тебе те затекнува моментот на пелените, затекнува моментот кога дете спие, дали спие да не му се случило нешто. А со второто дете ние многу помалку сме рутински определени, многу повеќе емоционално се вложуваме и динамиката на децата генерира нели и ќе кажат родители како па ние смислите родители, а децава толку се разликуваат. Не смислите родители. Не смислите родители. Не смислите 2005, не смислите 2020. Апсолутно не сме. Така објаснува многу.
Ке ги поканиме гледачите да поставуваат прашања на нашата страница на Facebook Телма Амбуланта _0 плюс месеци на телевизија Телма. Почитувани, ги очекуваме вашите дилеми на оваа тема, а секако гостинката која што во студиото на Телма, доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија, ќе даде одговори на сето она што ве интересира поврзано со љубомората во детска возраст. Денеска се фокусираме на љубомора која што е поврзана со новиот член на семејството. Докторке, понекогаш децата максимално се обидуваат да го привлечат вниманието на родителите по секоја цена и почнуваат да се однесуваат лошо. Дали е сега тоа проблем? И што да се преземе доколку детето почне да манифестира и агресија, понекогаш сака да го повреди бебето, почува го кубе, да го штипе, нели, наоѓаат различни начини да го привлечат вниманието, а понекогаш се дури лоши со мајката. Да. Или пак со некој друг возрастен член на Така. семејството. Ова навистина се случува и она што можеби природно нас како возрастни ни доаѓа е дека кога дете ќе почне да удира или кога дете ќе почне да беснее и да ние му вратиме со исто. И обично во семејството тоа и се случува. И ќе видите едно саботно утро може во парк да прошетате, ќе видите како детето беснее, мајката вика, таткото вика и тоа обично најчесто, најприродно. И тоа не е засудување, бидејќи природно нели некој кога ни вика ни доаѓа природно да викнеме, кога некој не гали ни доаѓа природно да галиме. Меѓутоа, кога децата ќе почнат да викаат, кога децата ќе почнат да бараат да бидат центар на внимание, ако ние им вратиме со истиот стил, јас ви гарантирам дека детето ќе биде уште поагресивно. Децата кои што јавуваат агресија, децата кои што јавуваат такво обяснење, во себе, длабоко во себе како емоција имаат таката. Они се чувствуваат запоставени. Они пробуваат 1000 начини со кои што они ќе повикаат родител. И пред да се јави таа агресија, тоа е еден период каде латентен, или каде што пред да се јави таа агресија, но детето дигало знаменце дека не му се допаѓа што фокусов е тука. И родителите знаат и да ми се лутат кога ќе им кажам така, и мајките знаат да ми прифрлат да ми речат што се ова што го дојам да го оставам за да му задоволам потреба на второто, односно извинете на првото. И кога ја не сум доволно добар родител ако тоа го правам. Меѓутоа јас не го кажувам тоа. Не сакам да кажам дека родителите не се доволно добри или доволно лоши ако они задоволат потреба на поголемото дете. Поголемото дете многу повеќе разбира. Има свет кој што некој доаѓа и акцидентално му го зима. Тоа знаете како кога нас возрастните на пример еве чисто за да подобро ме разберат и гледачите, како кога има собраќајка. Тоа не е настан кој што ние го очекуваме. Ние сме затекнати во тоа. И знаете ќе видите кога ќе судрат две коли ќе почнат да викаат, така беше, така беше. Значи, природно на луѓето кога се затекнати им доаѓа таа агресија, таа реакција. Тоа се случува и со малите деца. Тоа таа собраќајка што нив им се случува. Некој му улетал во нивниот живот, буквално така, за да не ли бидам подобро разбрана. И ние ако им викаме, ништо не правиме. Ние треба едноставно дете кој што вика да земеме да го прегрнеме. По цена или да дури удира по нас. Прегрнете го тоа дете. Тоа дете му треба љубов, тоа дете не му треба викање. Викањето секако излегува. Но доколку се обидува да го повреди бебето? Доколку се повредува, доколку во таа ситуација, нели тоа се да речам случај кој што е се дефинитивно исклучок, тогаш секако бидејќи бебето е вулнерабилно, малечко и може лесно да биде нели кревко, во тој случај ние мораме да го дигнеме, да го трнеме, да го едноставно да не биде тука присутно. Да, нели, едниот родител, нели, не сме сами во тој процес, да едниот родител отиде и го земе, го пренесе во другата соба бебенцето. Значи, да они две се разделат. Секако да не оставиме детето да мава. Меѓутоа, сакам да кажам дека дете кој што бесни, ако мајката го прегрени, ако даде некој удари на мајката, тоа не е трагично. Значи, не е трагично, тоа е пожелно, бидејќи тоа дете бара љубов. И кога ние нема да реагираме толку сензитивно на неговото беснење, он ќе престане да бесне или она. Заради тоа што ќе види дека тоа однесување не дава резултат. А ако има притаена агресивност, односно прикриена агресивност, например, детето прави лом дома, само за да го привлече вниманието на родителите. Истиот пристап? Во тој случај, јас би и тоа дете кој што прави лом, сигурно во текот на денот барем 3-4 работи кои што се добри. Например, може би знае добро да обои во бренката. И јако фломастерите ќе ги раџитка по стан. Може би знае да исплена песничка од градинка или од училиште кој што нели знае да вика у исто време. Кога ќе ја пее песничката, кога ќе бои во бренката, да ние просто му дадеме на таква гратификација, значи со толку емоции, со топлина да збориме браво.
колку убаво нацрта, колку убаво боиш ти, види какви таленти негуваш ти. Значи да му се даде на значење. А кога ќе почне да бесне и да растора, просто како да не ги забележувате фломастерите што се шетаат по вашиот стан. И ништо трагично нема во фломастерите, впрочем, што се шетаат во станот. Тоа е таа развојна фаза која што мора да се помине. Не може ни да очекуваме нели дете на 2, 3, 4 години алгоритми да решава. И тоа е во ред. Едноставно не ги приметувате фломастерите, а ја приметувате обојната слика. Ќе видите како на долги стази, кога вие давате значење на одредено нешто, тоа ќе се подобри. Тоа и во браковите, тоа и во партнерските врски, тоа и во сите релации во семејствата, тоа е негување на квалитетот. Ако ние се фокусираме на работите кои што не се квалитетни, тие секако само ќе се продуцираат повеќе. Така, но докторке, ке некои деца почнуваат да се јавуваат и малку посериозни проблеми. Например, нарушен сон, па и ноќно мокрење, тикови. Како резултат на што се појавуваат овие нарушувања? Дали ова прикриена љубомора? Да. И можам да кажам дека тиковите лесно не се јавуваат, како што не се и лесно јавува ноќното мокрење. Тоа значи дека нели ние колку и да сме сакале во тој процес да бидеме како родители заштитнички насочени, малце сме ја сгрешиле работата. И не е ништо страшно, во такви ситуации пожелно да се побара стручна помош, заради тоа што сето тоа може да има последици натака на развојот на личноста, бидејќи ние добро знаеме што е очекувано од 0 до 2 години, што е очекувано од 2 до 4 години кај децата. И кога имаме таков регрес кој што е значајно манифестен, секако дека треба да биде подложен на третман. Тоа не сме да се остави наивно. Значи во овој случај советувате Да. да се побара стручна помош. А што е со оние деца кои што кога ќе дојде бебето во семејството одбиваат да одат во градинка? Знаете Како да се постапи? Да. Треба да му се објасни на детето дека Не прифаќа дека мајката останува дома со бебето, тие треба да го напушта домот и да појдат утрото во градинка. Една бела лага е дека и мама јоди на работа, дека бебе го чуваат пример баба деде. Дека или некоја жена, нели во зависност контекстот каков е, нели кој ресурс го имаат дома за да може да смислат родителите бела лага. И тоа се случува. Јас тој пример го имам дома кога мојата ќерка сега едноставно сакам дома со мама. Значи не зошто би одела во градинка, јас си кажам мама оди работа. И дури некогаш се случува да се облечам, за да она го свати контекстот, бидејќи веќе децата се нели поседуваат моменти дека они разликуваат и кога се шеташ дома по пижами и кога нели си во гардероба што е за работа. И да им се сервира бела лага со кој што не ќе сака да го продолжат процесот, бидејќи дефинитивно и ќе каже сакам кај тебе во скут, пошто ти го држиш бебето во скут и така натака. Значи тоа се некои моменти каде што ние би сакале, можеле малку со да речам со помош нели на да ќе кажам бела лага е тоа нели не му штетиме на детето, да му објасниме дека мама продолжува да оди на работа. И колку што може, нели, со воспитувачките на во градинката се зборува да се замола да малце се потолерантни во овој период со детето, дали дека едноставно јавува регрес, да не го крие тоа, бидејќи воспитувачките поменуваат некогаш и повеќе време од нас родителите со децата и секако дека они може да ни помогнат. Сакам да кажам, во овој период да ги користиме сите ресурси кои што би ни биле од помош. Доколку е планирано детето да појде во градинка, дали тоа смее да се поклопи со доаѓањето на приновата во семејството? Јас би прашала пак со собаќајката би се вратила, ако некој у собаќајка скрши нога, дали треба да го пуштиме на маратон да трча? Не. Не. Веќе се случува акцидентална криза во тоа семејство и секоја наредна криза на детето може сериозно да делува негативно врз неговиот психомоторен развој. Колку што може да ги минимизираме развојните кризи, односно кризите кои што детето секако ги има во процесот. Така што јас топен препорачам на родители, ако веќе детето не одело во градинка, да не го поклопуваме периодот. Тоа би делувало стварно може да помине и многу едноставно, меѓутоа може да има и значајни последици. Значи понекогаш е подобро детето да остане заедно со мајката и со бебето во домот? Да, зашто оно до вчера си било тука. Тоа е тоа. Само што јас ќе кажам, таа мајка ќе има сериозна задача, бидејќи две мали деца дома Голем предизвик. Е голем предизвик. Така што ако нели може таа мајка да се справи, барем да нели да најде помош, дали од нели од некој чин од семејството, дали мора тука некоја логистика. Да, логистика. Ова бара со други зборови убаво кажавте, Марија, ова бара логистика. А дали може детето да почне почесто да се разболува како резултат на незадоволството што го чувствува во домот? Да. Може ли имунитетот да му се намали? Да.
Поврзано е стресот. Стресот е директно поврзан со имунитетот. И вие ќе видите во високо развиени земји колку луѓето, односно колку земјата дава значење на менталното здравје. Заради тоа што менталното здравје секако исклучително делува на сите останати, да речам, соматски процеси. И многу е жално што во ниско развиените земји како што и нашата, менталното здравје се смета многу, па и не се гледа толку како со значење, мозокот луѓето не го гледаат, па просто како да не веруваат дека постои. Тоа се случува и со децата, меѓутоа стресот директно делува на имуниот систем. И еве еден друг пример, мајка која што е вознемирена, мајка која што е нервозна, она во своето млеко ослободува кортизол, на детето му дава кортизол и детето ќе почне да плаче, да вика и она просто вика како да го смирам. Кога сме му дале кортизол на дете не можеме да го смириме. И сакам да кажам луѓето да не очекуваат чуда во тој процес, значи да колку што може да се минимизираат кризите, колку може максимално да се зголеми логистиката, колку може да се користи помош од околни ресурси во тој процес, апсолутно е пожелен. Така, значи не е срамота да се побара помош во овој период, напротив, таа може многу да помогне во нормализирањето на атмосферата во домот. И она што исто така сакав да го посочам, бидејќи е многу значајно, кога ќе кажат моето дете е болежливо, моето дете често се разболува. И они тоа го зборуваат и пред детето. Детето разбира. И детето својот идентитет го гради со мислата дека јас често се разболувам, јас сум болежлива. И кога сме со таа мисла, многу е очекувано дека и мала настенка нас ќе не уплаши и малце посензитивно ќе реагираме кога ќе качиме температура или нешто, за разлика од другото кој што може ќе качи, ќе фибрицира и ќе се игра и гајле ќе нема. Така да мора да внимаваме пред детето што кажуваме. Што зборуваме. Колку време обично на постарото дете му е потребно за да се адаптира на ново настанатата ситуација во домот? Зависи од родителите. Односно од семејниот систем, нели, ако во тој семејен систем има и баби, дедовци, секако дека нели, апсолутно и они се вклучени и не можеме да ги игнорираме нивното постоење. Меѓутоа, колку добро се справуваат родителите, семејството, толку е пократко трајна кризата. И затоа е многу важно да се вклучува повозрасното дете во процесот, да се еве например, мама, може ли да ми подадеш марамче? Зато они мислат дека ако е мало детето не знае да подаде марамче, или ако претhodно не му рекле команда да подаде марамче, пошто природно не им требало да им подаде дете марамче, ако не може. Децата се фасинантни, децата се пластични, децата се страшно, како да кажам, со капацитети. И они апсолутно ќе подадат марамче. И дете кој што ќе подаде на марамче, мајка што ќе го пофели детето, браво, без тебе јас немаше да можам да го пример преповиам бато или дада. Они имаат значење, они се чувствуваат добро. И раѓањето на новиот сиблинг за нив ќе биде само една гратификација колку се они квалитетни, добри и гениални, а нема да биде една криза каде што некој дојде, ми зема место, ја више немам мама и тато. Ајде да продискутираме за одредени стратегии што може да се преземат кога детето манифестира љубомора. Во домот често пати доаѓаат баба, дедо, доаѓаат возрастни членови на поширокото семејство. Што советувате? Кому тие прво да посветат внимание? Бидејќи веднаш поаѓаат да го видат бебето. Да. И тоа е грешка. Тоа е, пак ќе кажам, тоа е природно и јас ги разбирам, нели, членовите на семејството дека многу природно им доаѓа да го видат бебчето, пошто ова де факто го гледале секој ден, може би или секој втори или секој пети ден. А ова нели е нов член и е интересно и е бебе и е сладко и сето тоа. И е природно да прво сакаме да му се посветиме на помалиот член. Меѓутоа мораме прво со повозрастното дете. Тоа е правилно. Да ги замолиме ние како родители? Да. Најнапред да му посветат внимание на поголемото? Поголемото дете. И пожелно е заради тоа што и знаете како и они знаат да даруваат многу подароци. И еве например една чисто како нели како пример ситуација, бидејќи нели јас сум затегната во овој процес исто, добив доста подароци за нели за помалото дете. И од таму има нели мечење, тоа се да речем слични работи кои што се играат. И кога дојдов дома и кажав на Милисија, ова ти го донесе бато, значи ова е од бато, ова е подарок од бато. Сакам да кажам да и подароците кога се дават, бидејќи знаат бабите и дедовците да дојдат со кеси. Ова е за бебето, а до претходно они тие кеси биле за ова друго дете. И сега детето чека да добие нешто од кесите, у кесите нема ништо за него. Значи начинот на подарување, тоа се такви финеси кои што толку може да ни го леснат животот, да они подобро го разберат оној момент дека нели новиот член не ги затекнува, него супер мене бато ми донал нешто. И ќе видите како ќе во тој момент како ќе си го лесните вие самите процесот кога ги имате двете дечиња дома.
И стварно, пак ќе кажам, мора да внимаваме на тоа, бидејќи до вчера тие ќе се биле за поголемото дете. И тоа треба да се разговара со бабите и дедовците, и да им се објасни дека дори нели веќе ако носат подароци за поголемото дете, односно извинете за помалото, дека не е лошо нека внимание да донесете за поголемото дете. Секако што не би ги коштало нешто посебно финансиски, меѓутоа да му дадат значење на постариот член. Поголемите деца кои што се радувале на братчето и сестричето кој што треба да дојде во домот, откако ќе го видат во креветчето, откако ќе го видат заедно со мама, се предомислуваат и обично почуваат ова креветче беше мое, количката беше моја, ова мече е мое, ова не може, ова е мое. И сега родителите обично инсистираат дека треба работите да се делат. Па дај му е таа играчка на бебето, па зашто да не му ја дадеш? Да. Дали во тие моменти тоа треба да го правиме или не? Да. И знаете како е многу интересно кога ги слушаме родителите зашто го правиш тоа, они очекуваат да добијат апстрактно решение од дете кое што прво апстрактното мислење не му е развиено. Јас стално ви велам родителите морате да секогаш да имате ум нели со кога разговарате, која е возраста со членот со кој што разговарате. Знаете, никогаш нас како возрастни го не праша зашто го правиш тоа не знаеме, а ние очекуваме дете на 2, на 3, на 4 години да даде одговор зашто го прави тоа. И таква полемика не врши работа. Апсолутно не врши работа. И она кое што е пожелно да се каже во такви моменти, бидејќи да, децата се сеќаваат и тоа е многу интересно што ќе каже, да, ова беше моето мече. И пред да го дадете мечето, бидејќи вие знаете дека тоа мече било на вашето постаро дете, пожелно да го прашате, може ли ова мече да го дадеме на бата или на дада? Да си игра, како што си играше ти кога беше мала. Ти, например, сега имаш кујна, ти готвиш, што ги тебе мече? Ти си голема, ти можеш да го правиш ова, да му дадеме малце да го, да речем, да го спакуваме тоа што го зборуваме пред постарото дете, да му дадеме повторно, ќе кажам, големо значење на постарото дете, дека оно сега има многу позабавни играчки, дека тоа само мече, ништо не прави. Оно има пример барбеки кои што зборат или коли кои што возат, пример, а дека тоа е само мече. И ќе видите како детето ќе рече да, па тоа мечето може ќе го потргне еднаш два пати и после ќе го пушти, ќе свати дека тоа мече баш не му врши работа. Али да побараме дозвола. Дали може да го дадеме тоа? И ќе видите децата кои што се баш во оваа критична фаза меѓу 2 и 4 години, не веќе и прашуваат дали може нешто. Ако ние претходно сме стварале правила, ако ние не сме граделе правила во домот, децата нема да не прашуваат и тогаш оваа тактика не би помогнала. И во тој случај пожелно е да барем пред детето не ги користиме истите предмети. Заради тоа што детето нормално да јави реакција, ако не било и да не очекуваме да дека доброволно ќе го даде мечето. Па не можеме. Секоја човечка особина бара возраст, бара еволуција интелектуална и не можеме. Родителите кои што го подготвувале постарото дете за братчето или за сестричето, обично разговарале со него дека кога е во домот ќе дојде братчето, ќе почне да си играат заедно, дека да, и со преголемо воодушевување сето тоа го представувале и се случува потоа постарото дете да е навистина разочарано, бидејќи не може да се реализира тоа што го замислило. Дали може би и ова понекогаш доведува до некаков револт? Треба ли ние како родители во процесот на подготовката на детето да бидеме пореални? Да, браво, Марија. Искрени. Мораме да бидеме реални. Значи, тоа што го кажавте е фасцинантно. Значи, мораме да бидеме реални. Децата, да, малечки се, меѓутоа се гениални. Значи, децата, тоа што ние им го кажуваме, они го зимаат како слепа вистина. Ние сме, како да кажам, првата социјална единица во која што се развиваат они. И мораме сме реални. И заради тоа е пожелно, особено кога нели се раѓа помало браќа или сестриче, во таа фаза ние да му купиме на детето играчка бебе, за да види дека бебето кога ќе остисне само прави и кога ќе му се стави чувството се смирува, за да свати дека доаѓањето на бебето значи дека има лесни активности, го преповиваш. Значи сите оние работи кои што де факто ние ги правиме со детето, бидејќи стварно тоа се случува и таква криза баш се случува кај особено кога детето да речеме 3-4 години ќе му се стави оно чекај дека ќе се роди нешто што ќе се игра, пошто нели тоа е филмот на родителите и одеднаш кога доаѓа доенче кој што освен што плаче, па и плачот не е доволно јак и силен или во првите недели,
не прави ништо друго, ишто цица од мајката и заради тоа е многу важно да се објасни и кога си игра детето, затоа бебињата се страшно добра играчка во таа детска возраст и независно дали поголемото дете ви е машко или женско. Сите мислат па сега како не ќе препојува машко дете пелене, се глупости тоа. Не е глупости. Треба да види контекстот и момчето нели ако е постаро, што значи да се кога ќе дојде бебето, да види што нуди и да се му се објасни бебето можеби ќе плаче, па мама ќе треба да му обрне повеќе внимание, да се зборува со децата и да се објаснува. И пак ќе кажам, ништо нема да се случи со бебето доколку се фокусираме да го преповиеме прво по старото дете, ако прво му отвориме да јаде на поголемото дете, а го почекај на минутка и заплаче. Детскиот плач на крајот од денот ги развива плуќето, така што нема ништо трагично во тој процес на детски плач. Може невниманието кон постарото дете да се одрази сериозно со регрес во однесувањето. Како што го посочивте вие, со тикови, со мокрење, кои што се симптоми кои што веќе бараат клиничко третирање. Значи многу е важна подготовката на детето пред да се роди бебето, братчето или сестричето. Тоа е клучно можеби да се каже. Пошто неподготвено дете многу потешко ќе пројде во новонастанатиот процес. А дали таа љубомора што ќе се јави може да обстојува со години? Па да се провлекува во односот меѓу браќите и сестрите? Да, бидејќи културолошки ќе никако во балканското живење многу често ако сестра ти прави вака, како не можеш ти? Ако брат ти пее, како може ти да толку да не те бива за пеење? Видеа сестра ти колку е паметна, види ти за ништо не те бива. И како да просто таквиот начин на негување, на воспитување деца е многу застапен на овие простори и ние постојано постариот сиблинг или помалиот сиблинг го представуваме како конкурент. Не го представуваме како некој кој што го надополнува семејството, него како некој кој што одзема место, како некој ривал, како некој со кој што ние треба да се компарираме. И она што топло го препорачувам кај родителите и да не ги споредуваат децата. И они знаат да дојдат на терапија и да кажат, значи ова прво во детеве, у една друга ситуација кога се повозрасни, учи, работи, све, не сме го ни прашале до кај се му е положено, ова за ништо не го бива, а тоа го зборат пред двете деца. Значи тоа е нешто кое што е начин на негување и кога родителите не би давале замерки колку била паметна сестрата или братот претходно, јас пак ќе кажам, првите деца се привилегирани заради тоа што биле сами додека да се родило второто. Второто старт шеруваме внимание. Така што не можеме да очекуваме дека нели на ист начин, на ист процес дека и ќе учат. И пак ќе кажам, тоа е зашто и школскиот успех, ако се види на статистика и светска, првите деца се подобри. Јас сум прва дете. Да поздравам сестра ми. Следното прашање, доктор, ке се однесува на она кое што е поврзано со љубомората и кое што се јавува во детска возраст, значи во раното детство, кое ќе дојде нов член на семејството и доцнежната адултната возраст. Може ли тоа да остави некакви последици? Може ли да дете кој што било незадоволно кога дошло во семејството, братчето или сестричето, тоа незадоволство да си го зачува и подоцна во животот и да има проблем со партнерските релации, во релациите со пријателите, секогаш се чувствува отфрлено, секогаш се чувствува незадоволно и слично? Да. И ова е многу, можеби една од важните аспекти во кои што ние и психијатрите и толку зборуваме колку е важно менталното здравје на децата, е заради тоа што ако сакате да го разберете возрастниот, треба да го разберете детето што било во него. И можеби за тоа и детската психијатрија е толку мокна, е заради тоа што ние интервенираме кога членот се развива, односно кога личноста се развива. Се што е покасно е малце закаснето и малце потешко. Апсолутно. А моментот, како ние сме се чувствувале во раното детство, да не речам до првите 5 години, кои што обично луѓето ги третираат, па што разбера дете до 5 години, не се ни сеќава, џабе го носи со тебе на одмор. Тоа знаат да го кажат луѓе. Знаете колку е мизерно и сурово кога ќе го слушнете тоа, па што го носите на одмор, тоа мислите разбера, тоа дај напунимо у базен на тераса или да носи го, барем идете вие од море како возрастни. Тоа е многу себично, тоа е многу сурово и тоа е до некаде балканскиот стил на негување деца, што е за жал или па е високо протективен. Знаете како две крајности имаме ние културолошки, две крајности. Едното е посесивно, мајката го гледа на капка, ако му капне од очите, тоа е хорор.
или целосно го занемаруваат. Просто како таа измеѓу тој стил на воспитување кај нас многу го нема. Меѓутоа, многу е важно и исклучително важно да му дадеме значење на детето во раната возраст, бидејќи тоа се и научници многу одамна зборуваат за сигурен, за несигурен, за амбивалентен атачмент. Колку сме ние сервилни како родители, колку ги задоволуваме потребите непосредно на детето, тоа дете ќе бара и таков партнер. Ќе бара партнер кој што ќе задоволува потребите. И апсолутно нема да се врзува за, да речем, ние народ имаме психопатски релации. А луѓето кои што не им било дадено значење, односно имале една ситуација непожелна дома, они секогаш ќе се врзуваат и во непожелни врски. И секогаш просто како да ниеден брак нема да им успе, ниедна врска нема да им успе, ниедно пријателство нема да им успе. Заради тоа што немале таков еден несигурен атачмент кај што они никогаш не можеле да почувствуваат сигурност у тој кој што ги задоволува нивните базични потреби. Така што тоа што ќе го направите како родители до 5-та година е многу позначено него тоа што ќе го направите во 10-та, кога детето разбира. Така што ги охрабрувам родителите да бидат тука тие 5 години, да бидат присутни колку што може помалку да имаат конфликтни ситуации пред децата, заради тоа што овој првичен развој генерира сигурно или несигурно дете. И сосема на крај, кога ќе забележат родителите дека се јавува љубомора кај нивното дете, кое што е поврзано со регрес, кому да се објава, дали на детски психијатар или на психолог? Знаете како, ние во Сестина имаме целокупен тим кој што работи со развојни потешкоти и прашањето е на кој прво. Искуството покажува дека психијатарот е секогаш последната карика, без разлика, нели, што јас сум психијатар од приказната. И обично тие бараат помош од психолог, од педијатар, од дефектолог, и тоа е се во ред, бидејќи знаете кога да побараат, детето ќе стигне каде што треба. Меѓутоа, ако симптоматологијата перзистира, ако детето навистина, кој што го кажавте вие, ако е со упорно нокно мокрење, ако има веќе тикови, секако дека треба да посетува психолог, меѓутоа треба да се јави и на психијатар. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што одвоивте простор и дојдовте во студиото на Телма. Чест ми беше, Марија. Се надевам дека ќе се видиме повторно на некоја друга тема, која што е поврзана со детското, психолошко и психијатриско здравје. Така. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.